Дали знаете дека секој почеток е всушност крај на нешто? Така да... Океј, баш убаво што сме тука. Ја не знав дали да очекувам многу луѓе да дојдат, дали да очекувам малку луѓе да дојдат. Знам дека мнозина се некаде патуваат и се отсутни, али у секој случај ја верувам дека сите што требало да дојдат денеска тука се тука. Тие што не требало да дојдат или веќе се планирани на друго место, верувам дека се таму. Како што рековме пред неколку недели, ја не верувам дека ѓаволот е поселен од нас. Не верувам дека ѓаволот е поселен од Христос, не верувам дека е поселен од тебе. Ако Христос живее во тебе, тогаш тој не е поселен од тебе. Знаете, мнозина луѓе се плашат дека ѓаволот ќе ги убие. Ја велам, слушнете, ако ѓаволот имаше сила да убива христијани, сите ќе не убиеше веќе. Значи немаше да постои ниеден. Така да не се плашете од непријател, затоа што тој нема сила ниту да те убива, ниту пак да те спречува. Единствено што може да те спречи, или пак единствена сила која што може да направи да скршнеш од патот Господов, е твојата арогантност или твоето незнаење. Само тоа може, но убавината е што Господ е толку добар, што и во нашето незнаење и во нашата арогантност тој повторно ни покажува благодат за да не врати повторно на патот на кој што тој не повикал или пак не поставил. Амин. Некако треба да ве потикнам вас да бидете малку како да кажам, по радосни денеска или живи, да. Некако сте дали сонцево ви влие на вас, дали не знам што е. Али ја верувам дека ниеден од нас немаме никакво право. Дали знаете што е право? Како можност. Значи, ниеден од нас нема никакво право да се жали, ниту пак да кука, ниту пак да се поплачува, како се вика тоа на македонски. Затоа што во нас сега живее Христос, во нас живее Светиот Дух, во нас е Божјото царство, во нас престојува и днината, во нас престојува вечноста, во нас престојува Светиот Дух, во нас лично ги имаме сите ветувања кои што некогаш Бог ги имал за нас или пак имал за луѓето или ги имал за Христос. И ако таткото на Христос му ветил некогаш нешто, а дали знаете што таткото му вети на Христос? Дали некој од вас читал Библија? Му вети име кое што е име на сите имиња. И ако таткото му вети нешто на Христос, тогаш вели за сите оние кои што се во Христос, сите ветувања кои што Бог има, Бог веќе вели да. Единствено наше е да се сложиме со тоа ветување и да кажеме амин. Така да за нас не постои друг начин на размислување или пак не постои друга опција освен да се радуваме, да се смееме, да пееме и да живееме. Амин. Океј, тоа мора да го знаеме. Да, понекогаш ќе се случи да некој лапсус или ќе се случи некој момент каде што ќе бидеме натажени, ќе бидеме обземени со нешто, ќе бидеме вознемирени, дури ќе бидеме избунети. И тоа е окей, но тоа е окей единствено ако остане само на некој момент, на неколку си дена, и многу денови се па и многу. Ако е тоа неколку часа, тоа ше е окей, но не смееме да дозволиме да тоа трае еден цел живот. Знаете, имам еден пријател кој што знае да пророкува или кој што е пророк и им зборуваше на еден брачен пар кој што го изгубија своето дете пред многу години. И он им кажа, ова никогаш не беше Божјиот план за тоа дете. Но вели, знаете што? Вие не се секирајте, ќе го сретнете вашето дете набрзо. Само еден век, само еден живот е во прашање. Само еден животен век е во прашање. Некои се 40, 50, 60, 70 години и повторно ќе бидете со вашето дете. Дали го разбираме овој дел? Така да, ние го поседуваме тоа ветување и тоа важи за сега, важи за иднината. Така да, ние христијаните немаме никаква опција да очајуваме. Така да, денеска ќе ви зборувам малку за убавината на Христос. Ќе ви зборувам за убавината на Исус. Ќе ви зборувам за силата Негова. А тоа што, верувајте, она што го правиме кога пееме, она што ние го нарекуваме славење. Дали разбираме што всушност ние правиме кога ние пееме? Ние всушност исповедаме. Првите две песни всушност беа исповедање за силата на нашиот Бог. За моќта која што он ја поседува.
ако приметивте. Би било добро да приметите што пеете. Океј, ја не знам за вас, јас сум многу специфичен со текстовите, многу сум специфичен со она што се пее, она што е напишано, и некогаш многу ми е жал каде што слушаме која песна, која што е многу убава. Мелодијата е прекрасна, музиката е прекрасна, но текстот е за никаде. И многу често ми е жал, затоа што треба да престанам да ја слушам таа песна, затоа што текстот ми смета. И затоа сакам да се научам, ако веќе нешто пеам, да знам што значи. Ако веќе нешто верувам, да знам што верувам. Бидејќи јас не можам да верувам се и се што. Знаете, моментот кога ти поверува во Христос, кога поверува во Исус, над тебе ти беше даден еден дар. Дали знаете кој е тој дар? Не беше точак, не беше торта, иако за роден ден ни даваат луѓето торти, не беше пари, него беше Светиот Дух, кој што ќе ти открие се што треба за тебе, ќе ти го открие се во твојот живот, ќе ти открие се за нештата што следуваат. Така да дарот кој што тебе ти е даден е најголемиот дар кој што ти некогаш си го поседувал. Заедно со Светиот Дух дојдоа и верата, дојде надежта, дојде благодата, дојде љубовта, дојде царството. Така да сега за тебе и за мене останува тој момент да ги користиме тие дарови кои што нас ни се дадени преку Светиот Дух. Али едно нешто мора да знаете, Светиот Дух е тој кој што ти ги донесе во твојот живот. Светиот Дух е тој кој што ја донесе љубовта во твоето срце. Дали некој што размислува за ова нешто? Дека оној кој што ја донесе љубовта беше Светиот Дух. Сакате стих за такво нешто? Римјани 5 глава 5 стих. Светиот Дух е тој кој што ја донесе љубовта во тебе. И ако сакаш некогаш да научиш да љубиш, тогаш мораш да бидеш воден од Светиот Дух. Затоа што вели во Римјани 5 глава 5 стих дека надежта сега пак не разочарува. Зошто? Затоа што кога дојде го примивме Светиот Дух во нашите срца, љубовта на Бог се изли заедно со него. Или подобро кажам, Светиот Дух беше тој кој што ја донесе љубовта во тебе. Ако некогаш сакаш да љубиш, ако некогаш сакаш да се научиш да љубиш, или имаш потреба да љубиш, или пак да бидеш љубен, тогаш мораш да знаеш дека Светиот Дух е тој кој што ќе ги оркестрира овие нешта. Амен. Така да даровите на Светиот Дух, или дарот на Светиот Дух, или плодот на Светиот Дух, всушност во Библијата верата се нарекува дека е плод. Сушност, имате две места каде што се нарекува дар, ама во исто време се нарекува и плод. Ајде ќе одиме во Галатите 5:22 и само сакав да ви ги опишам овие два стиха, после ќе ви зборам за друго нешто. Галатите 5:22, каде што зборува дека плодот на Духот, значи плодот на Светиот Дух. И интересно е што мнозина мислат дека тоа се многу нешта, всушност е еден од кој што произлегуваат други дарови, а тоа е љубовта. Затоа вели плодот на Духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, љубезност, добрина, верност, тука грчкиот збор е вера, всушност, кроткост, воздржливост. Против овие нешта нема закон. Така да даровите на Духот се единствено пристапни, или подобро кажам, единствено можеш да оперираш во нив доколку го познаваш тој кој што ги донел во тебе. Така да мнозина сакаат да бидат нешто во христијанскиот свет, во овој свет, сакаат да бидат приметени или силни, подобро да кажам, а всушност тајната е да се познава Светиот Дух. И затоа Светиот Дух е најдобриот пријател кој што можеш некогаш да го имаш овдека доле на земјата во твојот живот. И затоа моето охрабрување е научи го или запознавај го Светиот Дух. Само тој ќе ти го објасни Исус, само тој ќе ти го прикаже Исус, само тој ќе ти го долови Исус и само тој ќе ти го објасни Исус. Секој друг обид, секој друг начин, всушност ќе падне во вода или пак ќе те разочара. Ја знам мнозина христијани кои што упорно читаат Библија, или силно читаат Библија, или постојано читаат Библија, постојано. И нема ништо лошо во тоа. Јас всушност ги охрабрувам луѓето да читаат Библија. Едноставно тоа нема ништо подобро тоа. Но се среќавам со такви луѓе кои што упорно читаат и упорно не разбираат. Тоа е страшна состојба. Замислете да сте која е најблиската форма. Замислете да сте земјоделец и да поседувате некоја нива, да поседувате некоја земјиште и упорно да работите на таа нива
да упорно правите нешто и на крајот на годината кој ќе ве прашаат и добро, како иде бизнисот? Нели, тоа што така прашуваат, како иде бизнисот? Ништо, нема плод. И добро, ја разбирам тоа еднаш да се случи. Ама замислете да секоја година или секоја сезона вие да го прашувате фармерот или како да кажам, како се вика, земјоделецот, да, фармерот е поише американски израз. И замислете земјоделецот да упорно работи една година, 2, 5, 10, 15, 20 години. Упорно да работи на таа нива и на секој одговор како иде работата, он да каже нема плод. Така и со христијани, кои што упорно читаат, упорно сакаат да идат на места или упорно посетуваат некакви си семинари, некакви конференции и сепак, за жал, нема плод во нивните животи. Прашањето е, што треба да си го поставиме, каде е грешката? Каде е лапсусот? Дали е во нивата или пак е во начинот на работата? Затоа што некогаш некој може да работи многу, а да не добие ништо. А некој па сосем малку да направи напор или воопшто да не направи напор, а сепак да добие многу резултат. Што е разликата? Разликата е во одморот. Разликата е во благодата. Разликата е во тоа како ти ги гледаш нештата. Дали ти треба да се трудиш, дали ти треба да направиш нешто или пак да дозволиш Светиот Дух да те научи како да одмараш. Светиот Дух да те научи како да го живееш овој живот. И затоа ви велам, немате подобар инструктор на земјава. Јас знам некој човек ми се уваш рече Зоран, јас сакам да ти бидам твој инструктор. Екам добро, ајде, можеби ќе ми бидеш мој инструктор. Има некои луѓе кажат, јас сакам да ти бидам твојот учител, јас сакам да ти бидам твојот ментор. И сето тоа е окей. Но велам, покрај сите вас, јас го имам најдобриот од најдобрите, а тоа е Светиот Дух. А всушност и ти го имаш во тебе. Ако веруваш во Христос, тогаш што е во тебе. Амен. Океј. Некој ме праша за Зоран како помина таму во Америка, како беше и секогаш можеме да се фалиме и секогаш можеме да кажуваме многу стории. И ја верувам дека помеѓу нас ние си се разбираме дека знаеме дека колку и да кажеме, колку и да таа сторија или пак да таа приказна или да таа илустрација изгледа толку чудесна, немојте никогаш да заборавиме дека тоа е Божјата благодат која што е врз нас. Јас знам дека кога сите овдека би се наредиле и сите би почнале да кажуваме сведоштва, тоа ќе биде чудесно, поготово за некој што прв пат може би доаѓа и не слуша и си вика, леле, што луѓе се овие, овие се суперменови или супер жени или супер луѓе. А всушност во позадината или пак во сршта, во центарот на сите тие случувања, на сите тие прекрасни сведоштва е всушност Божјата благодат. Така да јас секогаш сум воодушевен од манифестацијата во твојот живот и во животот на другите христијани, но никогаш не оставам да бидам замаен од самата приказна, него секогаш препознавам дека ова е Божјата благодат. Да, ти си инструментот, ти си моментот преку кој што се случуваат работите, но преку тебе ја гледам Божјата благодат како силно действува. Така да, што да ви кажам денеска, знаете дека тоа е Божјата благодат, тоа е самиот Бог кој што действува. Бев повикан на една служба и ова знам дека е чудесно исцеление и чудесно сведоштво. Јас се уште не можам да се приспособам во мојот ум дека тоа се случило. Но многу верувам, го прифаќам. Бев на една служба каде што требаше да зборувам пред една група луѓе и дојде една жена која што беше диагностицирана со рак, кој што беше веќе 4-ти стадиум. Всушност целата приказна е следнава. Женава и докторите велат, слушај, ти имаш рак, ама ќе почекаш малку, ќе те оперираме после месец, после 2 месеци. И она вика, окей, вие сте мајсторите, вие сте докторите, вие знаете што правите. Женава доаѓа после 2 месеци, спремна за операција, ја отвараат и ја затвараат.
И она се буди од операцијата и вели како беше, нели, успешно ли беше? Докторите велат, слушај, не направивме ништо. Зошто? Целото твое тело е веќе заразено толку многу со рак што нема што да вадиме. Доколку би извадиле се и би те убиле на масава. Така да едноставно немаме што да вадиме. Веќе се е црно, веќе се е инфицирано. Докторите велат, иди дома, јави се на роднините, имаш најверојатно уште недела дена, 2, 3, ако поживееш месец дена, ти си најрадосната личност на оваа земја. Така да, оди дома да умреш. Тоа е, толку е од нас ја испраќаа дома. Женава навистина во тешки маки, навистина се движи, едва се движи. И кога, ја знам неизе уште пред, имаме запознаено пред година-две, и кога дојде на службата, едноставно кожата и беше темна. Знаете, темна кога некој ќе те удри, кој ќе те тепа и кој ќе ти помодрем кожата, е така. Значи, едноставно како пликови на модро низ целото неизено тело. И не можеше ниту да седи, ниту да слуша, но интересно беше што додека зборував на таа служба, се појави во мене нешто што можам да го регистрирав и знаев дека не е од мене. Едноставно знаев дека не е од мене. Се појави еден вид на гнев. Гнев кон болеста. Или подобро кажам, искрено ќе ви кажам, гнев кон докторите, кон тие хирурзите. И си викам, како бе може да не оперирале, па барем да пробале. И реков, јас ќе се молам за тебе. И знам, дојдовме до неизе, Роуз, се вика жената, Роуз беше, и ова сведоштво го имате на интернет, можем да ќе го постираме целото сведоштво, целото неизино сведоштво. Доаѓам кај Роуз и викам, Роуз, јас денеска, бидејќи докторите до овој свет, хирурзите до овој свет не сакаат да те оперираат, јас денеска ќе бидам твојот хирург. Јас денеска ќе бидам твојот хирург. И сето, знам дека некој каже, Зоран, сега си претерал. Значи ти се фалиш со ама ова си стварно си го претерал. И стварно претерав. Едноставно знаев дека не зборувам јас. Нешто друго во мене ме потикна да зборувам на ваков начин. И викам, Роуз, затвори ги твоите очи. И викам на сите, затворете ги вашите очи и ајде заедно да го гледате со мене тоа што јас ќе го правам. И велам, сега во момент ги ставам ракавиците, како и сум хирург за тебе. Велам, го земам скалперот и те отворам. Го отворам твоето тело и сега чистам од твоето тело, чистам целата таа прелјавштина, вадам од нејзе, го вадам ракот и сега велам те затворам, те шијам и сега си здрава. Потоа велам сега сум за тебе, за незиниот маж, сега сум за тебе сум тренер. Сега сум човек кој што ќе те истренира како да размислуваш. И му велам не се откажувај, Бог е добар. И од кога ги завршив тие како да ги кажам операцијата и советувањето. Знам дека звучи смешно, ама едноставно ја верувам дека Светиот Дух може да не научи да бидеме нешто за некого. Океј, знаете кога Павле вели, јас ви станав мајка, ве родив машко. Пред 2000 години. Тогаш немаше интернет, немаше вакви глупости што денеска што ги кажуваат, ама он вели јас ве родив вас. Значи, Павле стана мајка за некого, Павле стана татко за некого, Павле стана учител за некого. Ја верувам дека Светиот Дух може да не научи да бидеме нешто за некого кога ќе им треба нешто. Единствено што треба е да имаме вера и да имаме да се вметнеме или да се впуштиме во таа авантура што се нарекува смелост. И јас верувам дека Светиот Дух ќе го употреби тоа за нешто чудесно. И откога завршивме со сето тоа, дури јас се почувствував како арогантен, се почувствував што направив сега. Толку многу работи изнакажав и станав и хирург и не знам и што и се надевам дека ова ќе функционира. Ова беше во една држава во Америка, замина во друга држава, после неколку дена ми се јавува Дејв, пријателот Дејв, и ми праќа сведоштво и вели, Зоран, после 2 дена жената Роуз отиде на лекар и докторите констатираа дека нема никаква трага од ракот. Едноставно како да некој ја оперирал, како да некој извадил се од нејзе, како да некој едноставно направил најдобрата операција што може да биде направена и она е потполно здрава. Роуз дента истрчала, не можеше да се движи. Отишла во продавница, изнакупила јадење и на сите роднини ги поканила, рекла, јас денеска славам, јас денеска прославувам, дојдете сите да јадете и да пиете заедно со мене. Амен. Така да
И пак ќе кажам, незиното сведоштво е на интернет, може да го погледнете, за тие што стварно се интересирате, ќе ви покажам, ќе ви дадам линкот, али наистина ова е чудесно исцеление. И она после, јас се слушнав со нејзе после неколку дена, не можеше да зборува. И викам, леле, да не се вратило нешто назад. Она вели, не Зоран, од толку многу зборување, јас засипнав цел да го изгубив мојот глас. И вика, каде да одам, јас зборувам за Божјата добрина, зборувам за таа сила која што мене ме допри и го направи ова чудо. Така да, јас верувам дека ние можеме, преку таа вера што ни е дадена, преку Светиот Дух, доколку сакаме, или доколку се нафатиме, Светиот Дух може да те направи тебе да бидеш нешто за некого, а тој кој што му треба нешто. Така да, немојте никогаш да го, да го ограничувате Светиот Дух. Не го ограничувајте во ниедна од неговите акции, не го ограничувајте во ниедна од неговите намери. Некогаш ние се замислуваме, се видиме како ќе биде се во ова, како ќе успее се во ова. Или пак подобро кажем за некој друг човек, се велиме како тој човек ќе биде избавен од таа ситуација, како ќе се спасат од тој момент, како ќе се реши тој проблем. Не знаејќи, или подобро кажам, некогаш сме во тоа незнаење, дека Светиот Дух слушнете го, чека на некој кој што е волен, се викаме ние, како викаме? Кој што е спремен, кој што има желба да му служи на Светиот Дух. Чека. И некогаш ние си викаме, ние си мислиме, добро, ајде тие водачите, тие што проповедаат, тие нека бидат available, како достапни. Работата е што Светиот Дух сака ти да бидеш достапен. Сака ти да бидеш спремен во било кој момент да ти покаже нешто, да те наведе на нешто, да те однесе некаде и да ти докаже нешто. Така да, немој да мислиш, ама ја не сум проповедник, па што ако не си? Имаш уста. Ама ја не знам што да кажам, па Светиот Дух вели дека тој ќе ти стави зборови во твојата уста. Ама ја немам кола, па Светиот Дух ќе ти најде начин како те однесе. Знаете, во овие последниве 2 недели имав толку многу искуства, што веќе јас немам никаков изговор да кажам, ама ја не можам. Требаше да се вратам од некаде, требаше да се вратам во Чикаго и од Чикаго требаше да идам за Медисон. Тоа се 3 сата возење. И покрај тоа што не знаев како да отидам, едноставно немав опција како да отидам, немаше авиони, пробавме се и се што, немаше никаква конекција и на крајот ја викам, слушај, откажете го состанокот. Човекот кој што пред 2 дена виде чудо од Бог, каде што рак кој што е неоперисан, како да кажем, не се оперира, жената беше исцелена, во овој момент си викам, откажете го состанокот, не можам да дојдам, едноставно не може да го успеем во овој момент. А згора на сето тоа, па го испуштив авионот. Значи, дојдов 4 минути покасно и го пропуштив авионот, кој што требаше да ме однесе до местото каде што требаше да имаме служба. И ја викам, слушајте, луѓе, откажете. Но некој не се откажуваше. И вели, Зоран, јас ќе се молам за тебе да дојдеш на време. И на чудесен начин некој ми се јави и рече, Зоран, на аеродромот ќе те чека шофер. И тој шофер не би можел да дојде предходно, не можел да дојде после тоа, може да дојде точно кога ти слетуваш на аеродромот. И тој шофер ме однесе и стигнав на таа служба. Така да, многу често се наоѓаме во тие некои малецки ситни моменти, викаме, ќе искусиме чудо и следно викаме, не може ова. Така да, мора да разбереме дека верата е нешто што го практикуваме секојдневно. Нешто што не го оставаме само за еднаш, него постојано го вкусуваме, постојано го практикуваме, постојано го повикуваме да биде дел од нашето секојдневие. Моментот кој ќе isfрлиш до вербата, или подобро да кажам, ќе isfрлиш верата која што имаш во Бог, или ајде да кажам да нема да ја isfрлиш, него ќе ја занемариш. И некојаш ние се мислиме или пак се чудиме на некои луѓе околу нас, браќа, сестри, кои што знаеме дека веруваат, знаеме дека се верници и ги гледаме во ситуација која што е недозволива или по да кажам непријатна. И сикаме како ова се случи, како дојдовте до оваа ситуација. И ние може да поставиме многу прашања. И некојаш одговорот е многу едноставен. Овие луѓе за момент, за жал, некако престанале да веруваат
во тоа што се повикани и да имаат доверба во тоа што Бог ги повикал. И одеднаш доаѓа таа ситуација каде што доаѓа до конфликти, доаѓа до многу нешта. Така да верата мора да биде постојано и секојдневно негувана. Јас се сеќавам еднаш Светиот Дух ми го покажа следново, рече: Зоран, не постои вера која што е иста секој ден. Не постои вера која што еден верник ја има, а да е истата секој ден. Или подобро кажам, која што може само да се одржува на неутрала. Така викаме неутрал, како да е ниту таму, ниту ваму, него е неутрална. Не постои неутрална вера. Зошто? А тоа што верата која што ти ја поседуваш, или подобро кажам што ја практикуваш, таа или ќе биде на едно повисоко ниво, или ќе биде спуштена подолу. Дали го разбираме овој дел? Ја не зборам за верата што Исус ни ја дава. Дарот на верата тој е во нас. Тој е ставен во тебе. Тоа е како да кажеш дека значи телото твое, ајде ќе кажеме вака, телото твое е дар од Бог. Душата што ја поседуваш е дар од Бог. Духот што го поседуваш, од кој ќе поверуваш во Исус, е дар од Бог. Значи тоа се дарови. Сега. Многу зависи, ако не и се, целокупно, од она што или како се однесуваш со тој дар. Јас можам да го добијам овој дар, овој телефон. И може да биде најскапиот телефон денеска во целиот свет. Најскапиот, највредниот. Или пак нешто можеш да добиеш, нешто многу вредно. И се зависи што и како ќе правиш и како ќе се однесуваш со тој дар. Твоето тело е дар од Бог. Твојата душа е дар од Бог. Твојот дух е дар од Бог. Животот што го поседуваш е дар од Бог. Се зависи што ќе правиш ти преку твојата слободна волја. Дали ќе го злоупотребуваш тоа, или пак ќе го потребуваш за Божјото царство. Или ќе го злоупотребуваш и ќе се жалиш и ќе пропаѓаш, или пак ќе го потребуваш и ќе викаш слава му на Господ. Бев употребен, слава му на Господ. Беше прекрасно, слава му на Господ. Беше чудесно, али се ова е Бог. Така да ние многу често викаме, ама Бог е во контрола. Бог е во контрола во својата мерка на предпазливост, или да кажам на пазење на нештата да не излезат од колосек. Тука Бог е во контрола. Но Бог на тебе и на мене ни дава слободна волја. Што ќе правиме со тоа што ни е дадено? Јас лично можам да го земам овој телефон да го искршам. Никој нема да ме спречи. Барем толку сум силен. Али исто времено можам да го потребам за многу полезни потреби. Така и со твојот живот. Ти можеш да го распрчиш на многу парчиња твојот живот. Твојата волја. Твојата волја да биде инструкторот. Но ја би ти советувал, нека не биде твојата волја инструкторот. Нека биде Светиот Дух инструкторот на твојата волја, за да можеш да решиш правилно, да решиш мудро и таа мудрост да те доведе во успех. Амен. Океј, да. Рековме ќе зборуваме за Исус. Единствен начин за да ние како христијани да можеме она што го пеевме, што пеевме на третата песна. Тебе ти припаѓам, тебе ти предавам се, така нешто пеевме? Кој се сеќава што пеевме? И после? Ајде запеј. Целосно ти припаѓам. Видите, тоа е изјава. Целосно ти припаѓам. Затоа што Бог веќе решил каде да припаѓа. Светиот Дух решил каде да припаѓа. Кај припаѓа Светиот Дух? Во тебе. Сега нашата одлука е на каде ние ќе припаѓаме или колку ќе припаѓаме. Ја кога поверував во Исус 95-та година и од кога бев крштеван во Светиот Дух или пак со силата на Светиот Дух, почнав да зборувам на јазици. Дали знаете, сите знаете од вас што е зборување на јазици, така? И кога почнав да зборувам на јазици, ова беше 95-та година. И сега знаете, тоа е чудно, тоа е ново нешто, зборуваш на јазици, лабротоно, и сега си кажеш, кој е сега, како може ова, како може да го... Треба време да се навикнеш на тој дар. И јас се сеќавам дека еден збор постојано се вртеше или излегуваше како надвор од сите други. И тој збор беше Кириос. Ја ќе кажа нешто Кириос Исус. И сега викам, што е бре тоа Кириос? Ама нема, тогаш ни Google не беше толку организиран, а ниту пак денеска. Јас сум пробал, знаете дека сум пробал јазици да ми преведуваат на Google. Не може, не функционира, џабе ви е тоа.
И немаше кого да прашам или немаше како да прашам што значи зборот Кириос, бидејќи постојано кога е да кажев Кириос, и дури ми беше фрустрација, што значи бе тоа Кириос? Сите другиве зборови не ми смета, ама овој ми сметаше. И сакав да знам што значи. После 3 месеци дојде еден проповедник кој што беше грк од Грција. Не знам дали се сеќавате, во Псалм 19 имаше многу чуда, многу исцеленија. И овој англискиот му беше, да кажеме, многу слаб. Ја не знам тој што го преведуваше, како го преведе. Англискиот му беше ужас. Значи, ја ништо не го разбрав. Он англиски проповедаше, но ништо не го разбравме. Но, единствено нешто што разбрав е кога му се испушти од неговата уста и почна да зборува на грчки. И кога кажа Кириос Христос, ја викам, што е бре тоа Кириос Христос? Ја цело време го зборам. И тој вика, тоа е Господ Исус. Тоа е Господ Исус. За да ти му бидеш целосно посветен, или целосно посветена, или целосно посветен, ти мораш да разбереш на кого му се посветуваш. И дали знаеме зборот Господ што всушност означува? Нели сите ние викаме Господ Исусе, Господ Исусе. Всушност зборот Кириос или она како што го употребувале во првиот век грците или луѓето кои што го употребувале тој збор, знаете што означува зборот Кириос? Шеф, газда, некој кој што поседува се, некој кој што ги има нештата. Така да ние денес кога сме го свртеле тој момент во и звучи религиозно и нели звучи супер, ама основата на тој стих е шеф. Тој што царува, тој што шефува, тој што е всушност самиот збор денеска ние и го користиме кога некој од вас или некој од нас плаќаме кирија, доаѓа зборот Кириос. Значи, ние на некој газда му плаќаме пари. Му должиме пари. Затоа што тој што ја поседува таа куќа, а ние само привремено живееме и му плаќаме кирија. За некој од вас ова е прв пат да се среќавате со овие изрази или пак со контекстот што го објаснувам. Но Бог е шеф, Бог е Кириос. Исус е Господ. И дури за христијаните, дури за апостолите, за учениците, ова беше ново нешто. И за нив беше чудно да го ословуваат Исус како Господ. Прв пат кога го ословуваат Исус како Господ е Томас. Кога вика мој Бог и мој Господ. Вика мој Бог и мој Господ. Зошто? Бидејќи гледа дека Исус навистина воскреснал, дека навистина е жив и вика ти си мојот Бог и мојот шеф од сега па натаму. До сега се сомневав, до сега викав, не, како може да воскресне човек од мртви, тоа не е можно. Ја не верувам. Ја единствено ќе верувам кога ќе ги ставам моите прсти во неговите рани. И доаѓа Исус вика, ја ти покажам кај се раните. Дај ги прсти да вам. И од тој момент вика, ти си мојот Бог и ти си мојот шеф. И ја целосно ти се предавам. И ако ги гледате животите на Томас, на Филип, на Петар, на Павле, на Андреј, на сите други апостоли, ќе видите колку се они стварно посветени на Исус. Бидејќи сега знаат дека не си имаат работа со некаков си човечки шеф, него си имаат работа со шефот и со Господарот на се што постои. На се што постои. И веќе со него на различен начин комуницираме. Така да следниот пат, кога јас и ти ќе кажеме Господе Исус или Господе Исусе, да знаете само што кажувате. Да знаеме што кажуваме кога ќе кажеме Господи Исусе. Ние зборуваме за некој кој што поседува се. Ај само еден стих, мислам дека е, морам да го најдам, обично ги памтам стиховите, Откровение 4, Откровение 3 глава, 14 стих. Овдека кога Исус се ословува и зборува на црквата на Лаодикеја, мислам, ајде го да. И вели, и на ангелот на црквата на Лаодикеја напиши му го ова го зборува, амин, верниот и вистинитиот сведок, почеток на Божјото создание. Всушност тука на грчки вели дека тоа е сведокот, почетокот на се што Бог создаде, на целото создание, на се што постои, тој е главниот, тој е шефот. Еве ви го Исус. Колку често го нарекуваме Исус само затоа што нас ни треба, не знам, ни требало да стигнеме некаде, ни требало работа. Господи Исусе, да ми даеш нова работа. Му зборуваш на тој кој што поседува се.
Целото создание е под него. Тој е шефот, тој е царот. Тој е тој кој што владее. Така да следниот пат, кога му зборуваш на него, или кога му зборуваме на него, или кога го ославуваме, знаете дека не зборуваме само на обичен човек. Зборуваме на Бог, кој што владее, кој што е почетокот на целото Божјо создание. И тој е и верниот и вистинитиот. Така да Исус е на вистина главниот. Или барем да кажам, би требало да биде главниот во нашите животи. Јас се натажив пред некој ден кога, или ајде да не кажам се натажив, али ми беше многу тешко да го слушам тој момент, каде што еден пријател кажа, вели, јас Зоран идам во една заедница или идам кај едни верни луѓе и вели на службата во недела сите слушаат и сите се вперени во тоа и сите како да разбираат, али вели после тоа секој си го живее животот кој што сака. И велам каква дизастер, каква катастрофа да во еден ден во неделата или еднаш во месецот или еднаш во годината ти да кажуваш или па постојано да кажуваш пред луѓето, он е мојот Господ, а потоа после таа изјава да го живее животот кој што ти сакаш. Тоа е такво непочитување на сведоштвото, или по да кажам, на вистината која што ја говориме. Тоа е баш катастрофално. И знаете, за да разбереш колку е силен Исус во твојот живот, мораш да го разбереш воскресението. За да разбереш колку е тој силен и што значи да веруваш во Исус, мораш да го разбереш воскресението. Без да го разбереш воскресението, ти ќе продолжиш да кажеш дека Исус е Господ, ама нема да значи ништо во твојот живот. Дури на едно друго место во Коринтијани вели никој не може да каже дека Исус е Господ без Светиот Дух. И јас се сеќавам пред ова беше 95-та година, 96-та година, заедно со Александар и им сведочиме на едни луѓе. Не знам што беа, дали беа металци, дали беа панкери, не се сеќавам. Знам беа чудни некои луѓе. И им збориме и тие викаат: "Абе, што нас не ни треба Господ?" Викаме: "Како бе не ви треба? Вас ви треба Исус. Мора да се спасите. Ако не, ќе завршите на лошо место." И збориме и за тој е еден од нив прочитал некогаш Библија некаде. И ние викаме: "Без Светиот Дух ти не можеш да кажеш дека Исус е Господ. Тоа не е можно." И тој вика: "Можам да кажам дека Исус е Господ." Ние викаме: "Не можеш да кажеш." И знаете, се расправаме и тој вика: "Еве сега ќе кажам." И ние бевме толку уверени дека тој нема да може да каже дека Исус е Господ. Едноставно бевме толку уверени бидејќи верувавме на словото. Никој кој што го нема Светиот Дух не може да каже Исус е Господ. И ја и Александар сега чекаме уверени дека тој ќе отвори уста, ама ќе биде занемен. И тој кога каже Исус е Господ, и ние леле. Ние се изненадивме. Како може да каже човеков дека Исус е Господ? Ама знаете што? Секој може да каже Исус е Господ. Но прашањето е дали верува во тоа? Дали го живее тој момент? Дали живееш со вистината што ја кажуваш? Така да од тогаш разбравме дека не е само физичкиот дел, него е внатрешниот дел на секој еден човек. Ти можеш да бидеш пријател со многу христијани или многу луѓе кои што се нарекуваат верници. Мене најсмешна изјава ми е кој ќе каже некој: "Тој е голем верник." А зар има и големи и мали? Како да е ова градинка. Не постојат големи и мали верници, постојат само зрели и незрели верници. И најверојатно таму категоријата големи и мали. Али има зрели и незрели. Така да многу е битно како исповедаш, или да кажам, што исповедаш мора да биде во согласност со твојот живот. И има еден стих, тој најчесто го користиме во... Тука негде ќе завршиме со ова излагање. Го користиме кога им сведочиме на луѓето, а тоа е во Римјани 10 глава. Сигурно тие кои што им зборуваат, вие кои што сведочите на други луѓе, сигурно го користите овој стих. 9 стих, 8, 9 и 10 стих, каде што зборува кој ќе им каже, дали вели дека словото е близко до нивните срца, но кој ќе им каже, кој ќе им проповеда, освен ако не сме ние. Вели словото е близо до тебе, во твојата уста и во твоето срце, што значи словото на верата која ние проповедаме. И потоа 9 стих вели: "Зошто ако со своја уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во своето срце поверуваш
Видите што треба да поверуваш. Видите што е, на што се заснова верата која што треба да исповедаш. Јас за жал, многу пати сум бил сведок на моменти каде што доаѓа некој човек и ние му велиме ајде сега прифати го Исус. И тој вика не сакам да го прифатам Исус. И ние ќе го убедуваме. И на крај ќе рече добро, ајде ќе го прифатам Исус. И што треба да направам? Ајде сега ти повторувај по мене. Колку пати сме го направиле тоа? Јас сум го направил тоа. Тоа кој знае колку луѓе сум го направил. И добро действува. Има тука се уште некој од вас, се уште стоите тука. Али викаме ајде сега да исповедаш. И тој вика што да исповедам? Гревовите? Не. Исповедај дека Исус е Господ. И ние ќе кажеме ајде сега Исусе, ти умре на крстот и он повторува. Но прашањето е дали тоа се спојува со неговата волја. Затоа што она што човек треба да разбере дека верува дека Исус е Господ е секогаш поврзано со неговото воскресение. Се сеќавате што ви кажам? Исус е Господ и ако во своето срце поверуваш дека Бог го што направил, го воскреснал од мртвите, тогаш ќе бидеш спасен. Целата твоја вера или целото твое христијанство, што ние го нарекуваме вера, се базира врз делото на што? Врз делото на Христос, врз неговото воскресение. Ако можеш да поверуваш дека Исус воскреснал, тогаш можеш да имаш вера во Него. Всушност можеш да живееш таков христијански живот. Но ако не можеш да поверуваш дека Исус воскреснал, тогаш е многу тешко. И затоа воскресението е основата на христијанската вера. Основата. Без воскресение нема простување на гревови. Без простување на гревови не постои живот на спасение. Дали го разбереме овој дел? Она што нас ни останува е да веруваме во силата на воскресението на шефот Исус. И ако шефот можеше да воскресне, тогаш можеме и ние да воскреснеме. Ако шефот Исус можеше да царува во секаде каде што одеше, можеме ние да царуваме. Ако шефот Исус можеше да исцелува болни луѓе, тогаш можеме и ние, ако веруваме дека тој ни е шеф, ако се предаваме, ако не се бунтуваме премногу. И ако шефот Исус можеше да воскреснува мртви луѓе, тогаш најверојатно можеме и ние. Ако тој можеше да живее безпрекорен живот на светост, на праведност, тогаш најверојатно можеме и ние. Зошто? Бидејќи се подложуваме на тој кој што ги поседува сите нешта. Амен. Така да, она што нас ни останува, она што нас ни е нашиот двигател во животот, она што нас ни објаснува верата, или да кажам, не води во длабочините на Божјото срце, на Божите разбирање, на Божјата љубов, на Божјата благодат, на Божјата надеж, на се што ни е дадено, е да бидеме подчинети кон тој Господ Исус. Сега само што ја веравате. Интересно е што верата действува на две нивоа. На колективно ниво и на индивидуално ниво. Океј? А уште ќе кажам тоа. Верата која што имаш во Христос, која што имаме во Христос, во неговото воскресение, действува на две нивоа. Колективно и индивидуално. Што значи тоа? Колективно е кога ќе се собереме сите вака заедно. Тогаш таа вера што ти ја имаш, и се спојува со твоите браќа и сестри. И подобро кажам, содействува со нив. И затоа кога ќе кажеме, ајде сега ќе се молиме за тој човек. И тогаш словото ни вели, ако двајца и тројца се сложат, тоа мора да биде дадено. И потоа постои момент каде што е индивидуална. Што значи индивидуална? Тоа значи дека е твоја. Ти не ја доби заради децата твои, заради мажот твој, заради жената твоја, заради бабата твоја или заради дедот твој. Ти не ја доби како подарок од нив, ти ја доби како подарок од Исус. И затоа е индивидуална. Затоа му даваш отчит на кого? На тој што ти ја дал. На кого? На шефот Исус. Така да, нашиот отчит, повторно, е на две нивоа. Колективно и индивидуално. Колективно кон црквата, затоа што не можеш ти да бидеш христијанин без да имаш црква. А уште ќе кажам тоа. Ова знам дека ќе звучи многу чудно, но не можеш да напредуваш во верата ако не си дел од црква. Верувајте ми. Не можеш. Затоа што не е дозволиво. Тоа е некој каже, ама постојат исклучоци. Најди ги. Најди ми ги исклучок кој што не припаѓа на црква, а бил пратен некаде.
пратен од црквата. Петар, пратен од црквата. Сите биле пратени од црквата. Сите се враќале назад да дадат отчит за тоа што го направиле. Така да ти не си исклучок. Ја не сум исклучок. Да кажам, ја ова сам ќе го правам. Ти не си исклучок. Ти даваш отчет на црквата. Твојот живот мора да биде отчитан од другите верници. И истовремено, индивидуално, ти му даваш отчит на твојот шеф, на твојот Исус. Каде? Кога ќе застанеш сам. Кога ќе отидеш во таа соба, како се вика тоа, во тајната соба. И таму му даваш отчит. И знаете што е отчитот? Да кажеш, Господи, фала ти. Фала ти што си толку добар. Фала ти што си толку прекрасен ко мене. Ја не заслужував ништо, но по твојата благодат добив се што ми треба. И повеќе од тоа. И затоа фала ти. Тоа е отчитот. Така да многу е полесно да му се даде отчит на шефот Исус отколку на нас. Затоа што ние тука ќе те критикуваме, а Исус не те критикува, вика знам. Знам се за тебе, не треба да ми даваш отчит, не треба да се правдаш пред мене. Ја веќе те оправдав. Веќе си оправдан од мене. Така да Бог е добар. Амен. Океј. Да, може еден убав аплауз за Исус. Ќе кажем уште едно сведоштво. Каде што бев на една служба и некогаш мене ми е дури чудно како луѓето не веруваат толку многу или да кажам не реагираат во согласно со таа вера. Бев на една служба и велам на една жена, не знам колку години имаше, можеби 70, 65-70, и велам, јас сакам да се молам за тебе за 3 работи. И велам, сакам да се молам за, и се не знам на македонски како да го преведам тоа, нешто имаше во срцето, како valves, како не, еден дел од срцето, ја го видов тогаш, ама тоа. И велам, сакам да се молам за тоа. Велам, видиш, бев хирург, ама доктор не сум станал уште. И велам, сакам да се молам за твоите бубрези, бидејќи гледам како престануваат да работат. И велам, и потоа сакам да се молам за твоите нозе, бидејќи гледам како се укочуваат. И жена рече, не е можно. И викам, што не е можно? Да ги знаеш трите нешта во мојот живот кои што ме замараат. Вели, мојот залисток на срцето не функционира како што треба, моите бубрези откажуваат многу често и вели, и моите нозе се укочуваат еднаш месечно. И викам, зашто ти е тешко да веруваш дека Бог знае се за тебе? Зашто ти е тешко да знаеш дека Бог посочува, не ги посочува болестите за да се прослават болестите, него да се прослави Он, затоа што Он сака да ги реши тие. Он веќе ги решил, него сака ти да знаеш да го прифатиш тоа решение. И се молевме за таа жена и беше чудесно исцелена, чудесно допрена од Господ. Така да престанеме или да кажам да се насочиме да повеќе веруваме отколку што не веруваме. Да повеќе исповедаме позитивно отколку што исповедаме негативно. Да повеќе зборуваме убави работи отколку да зборуваме негативни работи. Ја знам дека или мој искуство е дека негативните работи, негативниот говор не прави добробит на никому. Така да за нас останува да бидеме луѓе кои што размислуваат за убави работи, кои што зборуваат за убави работи, кои што копнеат кон на македонски е нобел, благородни работи. Ај само најди го само овој стих. Некако го чувствувам дека ова е добар, ќе биде добар завршеток на она што го зборував. Идеме во Филипјани 4 глава 8 стих, каде што е убедување од Павле. Затоа што Павле им објаснува 1 глава, 2 глава, 3 глава, 4 глава на Филипјаните, им зборува за Исус, им зборува дека тој е невидливиот отсија на невидливиот Бог, им кажува чудесни откровенија. 4 глава 6 стих вели радувајте се. И им цела инструкција им дава. И на 8 стих вели најпосле браќа, покрај сите овие работи што ви ги изнакажав и покрај сите работи што се случуваат во вашите животи, вели најпосле се што е вистинито, се што е честно, се што е праведно, се што е чисто, се што е љубезно, се што е на добар глас, ако има некаква доблест, ако е некаква пофалба, размислувајте за тоа. Размислувајте за тоа, не размислувајте за ништо друго кој што е спротивно на овие нешта, него токму за ова размислувајте. Така да јас ве оставам со овој благослов
И ако сакате, тука може да вметнеме браќа и сестри, ако некој му смета тоа, али се што е вистинито, се што е честно, се што е праведно, се што е чисто, љубезно, добар глас, некаква доблест, пофалба, размислувајте за тоа. Амен.